Ме тепаш по бубрези зашто сам имаш кажано дека таткот ти мавал по бубрези кога бил полицаец, за да не се познава. Плачејќи кажува починатата Ивана, дури обвинетиот Јовановски ја снима со неговиот телефон. Снимката денеска беше приложена како доказ од страна на обвинителството дека на 10 февруари Јовановски пред да пријави Ивана за семејно насилство, ја снима со неговиот телефон, дури таа плаче и покажува каде е тепана. Обвинетиот во текот на целото видео се смее, а се смееше во судницата. Беа презентирани и други снимки со кои обвинителството ќе докажува дека Јовановски ја тепал неговата супруга, ја загрозил сигурноста и ја навел да се самоубие. Пред судот беше презентиран и видеозапис токму од пред кривичниот суд на денот на самоубиството на Ивана, кога таа пријавува насилство, а полицијата доаѓа во 2 наврати, прави записник и си оди. Адвокатката на семејството на починатата смета дека покрај максималната казна за обвинетиот, правдата ќе биде задоволена и кога ќе одговараат полициските службеници кои не постапиле. Тоа што можеле во моментот да направат и што им е законска обврска е да постапат со должно внимание, можеле да го лишат од слобода заради тоа што имало пријава на насилство. Исто така требале веднаш да исконтактираат со инспектори за семејно насилство и тие да исконтактираат со надлежен јавен обвинител, меѓутоа ништо од тоа не е направено. Обвинителството денеска во судница презентираше вештачење изработено од психолог и психијатар, кои како вишти лица констатирале јасна и непосредна причинско-последична поврзаност помеѓу долготрајното семејно насилство извршено од Стојанче Јовановски и психичката состојба на починатата Ивана. Наредното рочиште е закажано во петок, кога свој исказ ќе даде обвинетиот.